Основното училиште Раде Кратовче ја организира втората фаза од проектот Сите сме еднакви, што е поддржан од амбасадата на Велика Британија и од Министерството за образование на Република Македонија. Проектот се состои од 4 кампањи, од кои двете, ликовна изложба и конкурс за разгледница, веќе се одржаа и на нив учествуваа училиштата од општината. Проектот треба да придонесе за јакнење на толеранцијата и меѓусебното разбирање меѓу младите во општината, а има и хуманитарен карактер. Целта на овој проект е, значи, учениците да бидат здружени, социализирани, сите заедно да играат, сите заедно да дружат. Значи една убава цел, но исто така имаме и цел хуманитарна помош за Иван Стојанов, кој живее во Кочани, но веруваме дека неговите родители се исто така од Кочани, а тој живее во Штип. Веруваме дека поддршката ќе придонес да се соберат повеќе материјални средства. Хуманоста не представува граници. Значи, веруваме дека и градот Кочани уште еднаш ќе ја покаже хуманоста. Останатите две кампањи, спортски забавни игри и танци, ќе бидат споени во една активност, што ќе се реализира на 23 април. Кампањите ќе се одржат во спортската градска сала кај основното училиште Кирил и Методи и гимназијата. Меѓу, значи, имаме спортски активности каде што учествуваат ученици од прво до пето одделение. Досега се надпреваруваа наставници и родители, да, или ученици и наставници, но еве сега, значи, учениците најмалите од прво до пето одделение се надпреваруваат. Имаат учество Малина Попиванова и училиштето Никола Карев, и како домакини и носители сме ние на овој проект. Првачињата, значи, имаат игра на Погоди ја целта. Второ одделение има теглење на јаже, трето одделение има скокање во вреки, четврто и пето одделение имаат игри на полигон и пето одделение спортски квиз. Учениците подготвуваат и традиционални танци што се карактеристични за Македонија, а посебно за Кочанскиот регион. Настанот ќе се одржи в четврток со почеток од 17 часот во салата кај гимназијата. Влизницата чини 30 денари, средства што ќе бидат донирани како помош за лекување на нашиот сограѓанин Иван Стојанов.